Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Ало Савевски, обвинителот кој е на телефонска линија со Мицковски, уште еднаш докажа зошто е поставен. Да ги следи само на рачките на ВМРО-ОКГ, да одработува и да спасува од одговорност. За само 2 недели експресно донел решение за отфрлање на кривичната пријава што ја поднесе СДСМ против Христијан Мицковски. Бидејќи пријавените кривични дела не се дела кои се гонат по службена должност, пишува во решението за отфрлање на пријавата. Замислете, не го викнале ниту на распит. Да го прашаат за чувствата и за тоа како од позиција на премиер јавно најавува кривични прогони, таргетира конкретни луѓе од опозицијата и нивните семејства со однапред напишани обвиненија. Прашањето е, се слушнале ли на телефон повторно? Чувствата на Мицковски ги диктираат судските пресуди и работата на обвинителството. Ова Ало Савевски го потврди. Само 2 недели за спас на Мицковски му беа доволно, а од друга страна обвинителството цели 170 дена не реагира на аферите со криминалните тендери на власта кои ги објави СДСМ. Нема ништо за 161 тендер за семејната фирма на Томовски, 93 тендери за Мастав, 51 тендер на омилената фирма на ВМРО-ОКГ преку општините, 9 милиони евра за фирма со само 2 вработени, за тендерот од 1,2 милиони евра за фирма блиска до Знам преку пошта. Нема одговор ниту за кривичната пријава против Трајко Славевски. Христијан Мицковски е обвинител, судија, од кого зависат одлуките. Судството и обвинителството се претворени во алатка за политичка одмазда и прогон на неистомислениците. Затоа се обединуваме околу фронтот за вистина и правда и новиот закон за антикорупција. Граѓаните повеќе немаат доверба во овој систем. Потребни се конкретни дела кои од корен ќе сменат работата и ќе го сменат криминалниот систем. СДСМ ќе продолжи борбата против криминалната организација на Мицковски. Нема да запреме. Доаѓа време кога сите ќе одговараат. Од прв до последен.